Официјална бројка на исчезнати деца во последните години во Република Македонија немаме, но на официјалната страна на Министерство за внатрешни работи стојат 4 деца, од кои што 3 се уште се малолетни и се исчезнати 2010 година, а едно дете кое што сега е полнолетно веќе е исчезнато во 2001 година. На страната има исчезнати возрасни лица кои што се и се објавени, меѓутоа би сакала да нагласам дека ова се деца чии што родители дале согласност да се објават нивните лични податоци и фотографии. Во светот се карикира со бројки дека над 8 милиони деца исчезнуваат, а во Индија и во другите земји кои што се во развој на секои 5 минути исчезнува едно дете. Овие децата кои што исчезнуваат најчесто се користат за трговија, значи за проституција, за трговија со органи, за питачење и најтешки форми на искористување на нивниот труд. Доколку детето исчезне, знак прашање е за дали воопшто ќе се најде. Ние како прва детска амбасада меѓаш реагиравме во неколку наврати. Имаше 4 деца од Куманово кои што исчезна во краток временски период за случајот во Маријова. Меѓутоа, освен реакциите, сега почнавме да преземаме и конкретни активности. Во текот на месец април одржавме состанок со представници од МВР и представници од АЈАК, Агенција за електронски комуникации и партнерската организација Smile of the Children од Грција, која што се бави со исчезнати и киднапирани деца. Нашата цел е да се хармонизира нашиот СС број 0800 22 22 со европскиот број 116000, кој што е за вакви деца. Со хармонизацијата на бројот што би добиле? Би добиле дека 24/7 децата бесплатно од сите мобилни и фиксни оператори ќе можат да се јават и нивните родители. На таков начин ќе ни бидат подостапни информациите и веднаш ќе можеме да ги известиме МВР или било каде од Европа да се јават, ќе можеме побрза ќе биде постапката во нивно изнаоѓање. Сега е процедурата на соработка со мобилните и фиксните оператори кои што ќе треба да го земат бројот, а ние како прва детска амбасада меѓаш да го менаџираме овој број. Ја би сакала да нагласам и да апелирам до родителите да знаат дека до 10 годишна возраст детето не смее да биде само на улица. Децата да се движат во група, да не се движат сами. Доколку ја менуваат рутината од училиште или дома, планираат некаде да ги формираат или родителите, или наставниците, или некој близ возрастен. Доколку видат сомнителни автомобили, возрастни луѓе кои што ги прашуваат нивните лични податоци да не одговараат, да отидат во најблиска продавница, училиште, да свртат на 192, а со овој број ќе можат и да свртат на европскиот број или на 0800 22 22. Доколку некој се обиде да ги потекне и да ги грабне, нашите совети се секогаш силно да врискаат, да ги удрат и да избегаат. Децата треба да знаат и родителите да ги информираат дека доколку некој им се јавува, често се случува да се јавува на фиксен телефон, да не кажуваат нивни податоци, да не отвараат врата на непознати лица или пак гласно да си ја кажуваат рутината каде планираат да шетаат, каде планираат да одат. Ова е еден од начините, значи покрај тоа што родителите имаат главната одговорност за заштита на децата и институциите не треба да ги заборавиме во нивната ажурност и брзо откривање на децата. Последиците по децата кои што били исчезнати или киднапирани се далеко сежни за нивниот оптимален раст и развој. Доколку детето што ќе се најде и било жртва на овие процеси, потребна е комплетна ресоциализација, работење со семејството за да ги надмине траумите и работење со детето, значи неопходна психолошка, психијатриска и социјална помош и поддршка. Сметате ли дека доволно се алармира децата што се веќе исчезнати, да се обновуваат тие случаи и да се зборува за нив? Па сметаме дека треба, дека на таков начин децата кои што веќе не се најдени, дека би биле поголеми шансите да можат да се најдат и другите меѓународни фактори да можат да ги видат каде се тие деца и полесно да исчезнат. Има некои бројки, значи дека кога станал збор за трговија, дека ако во рок од 96 часа не се пронајде детето во државата, тоа значи дека негде надвор од границите и многу е потешко да се пронајде детето. Многу е важна брзата интервенција во ваквите случаи. Многу е важна едукацијата на родителите, многу е важна едукацијата и на децата самите, затоа што сметам дека нашите деца се уште не се свесни за опасностите кои што демнат. Јас бев генерација каде што слободно можевме да играме пред нашето мало и да се движиме низ училишта и не се збореше за педофилија и за исчезнување. Меѓутоа сега ситуацијата во Република Македонија е посериозна, се случуваат вакви работи и треба да бидат и родителите и децата во текст со новото време со цел да можат да се заштитат. Имате ли податоци за евентуално најдени од овие 8 милиони, генерално зборам за светот, меѓутоа и кај нас најдени?
податоци за најдени деца, значи нема. Јас лично, значи, немам такви. Имаме некоја неофицијална информација дека децата од Куманово беа најдени во друга држава. Што се случувало подоцна, не сме извршиле анализа, затоа го актуализираме проблемот и насоките наши ќе бидат посериозно. До сега се бавевме сериозно, меѓутоа поконкретно да се бавиме со ваквата проблематика за заштита на децата.